Пресконференцијата е на тема усвојување на Законот за минимална плата, Законот за материјално обезбедување на невработените лица и Законот за укинување на радиодифузната такса. Ви благодарам. Повелете, министри. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, минималната плата од следниот месец ќе изнесува 12.000 денари, а фирмите ќе бидат финансиски поддржани од државата да исплаќаат повисока минимална плата. Владата на Република Македонија, во соработка со ресорните министерства, покажува на дело дека зборот е збор кога се работи во служба и интерес на граѓаните. Со покачување на минималната плата од 12.000 денари, бенефит од покачувањето на платите ќе почестуваат 130.000 работници во Република Македонија. Ова е првиот конкретен чекор со кој се отвара спиралата за севкупниот пораст на платите во Република Македонија, што ќе придонесе кон квалитетен животен стандард. Го ветивме и го исполнуваме дадениот збор пред граѓаните. Повеќе пари од буџетот се насочуваат кон потребите на граѓаните. Покрај покачувањето од минималната плата, денеска во Собранието на Република Македонија се донеси и популарниот така наречен Закон за стечени работници, со кој трајно се решава статусот на повеќе од 3000 стечени работници во Република Македонија, кои што долго години бараат државата трајно да го реши нивниот проблем. Со домаќинско и одговорно работење на владата на Република Македонија, преку ребалансот на буџетот се скрати од комодитетот на власта и од непродуктивните трошоци на владата и со тоа се насочија повеќе средства кои што ќе се искористат за решавање на проблемот на 3000 стечајци во Република Македонија. Месечниот финансиски надоместок кој што ќе го добиваат стечајците ќе биде околу 7.596.000 денари. Зборот е збор, од наредниот месец започнува исплатата на минимална плата од 12.000 денари и исплата на финансиска помош за стечените работници во Македонија. Ви благодарам. Владата на Република Македонија покажа како е да се работи во интерес и во служба на граѓаните. Денес, во Собранието на Република Македонија, се донесоа измените на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со кој што се укина радиодифузната такса. Од следниот месец, граѓаните на Македонија се ослободени од плаќањето на оваа давачка, која што со години ги оптоваруваше и им создаваше проблеми со блокирани сметки, со судски трошоци и со извршители на нивните врати. Македонската радиотелевизија, Македонската радиодифузија и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од следниот месец ќе се финансираат директно со пари од буџетот на Република Македонија. Дадените ветувања кон граѓаните се реализираат. Зборот е збор. Насочуваме повеќе пари од буџетот за потребите на граѓаните, како што тоа е, например, минималната плата, која што ја зголемивме, додека во исто време ги намалуваме трошоците за живот. Укинувањето на радиодифузната такса е само една од многуте мерки со кои што ќе овозможиме повеќе пари во буџетот на граѓаните. Благодарам. Ако имате прашања, повелете. Почитувани колеги, повелете, Бајрам. Министерот, во врска со укинувањето на радиодифузна такса, тие што до сега имаат долгови, што ќе се случи со нив? Што немаат платено до сега, имаат повеќе? Апсолутно ги разбираме проблемите на граѓаните кои што до сега имале проблем со плаќањето на радиодифузната такса, но за жал не постои никаква законска можност и основа да ги ослободиме ретроактивно од овие обврски. Она што максимум можевме да го направиме е да ги ослободиме сите граѓани од плаќањето, понатамошното плаќање на радиодифузната такса. Други прашања? Повели, Бајрам. Министерката надвора темата на прашање во градинката Снежана во Чај има по едно одделение има под над 40 деца, а нели поправила се до 20 деца. Дали имате решение за вакви проблеми во оваа градинка, например, конкретно? Така, воопшто на територија на Македонија овој проблем се појавува. Се гледа дека 11 години систематски е рушен системот за детска заштита. Не е инвестирано во кадар, не е инвестирано во инфраструктура, иако гледавме дека претходната власт отвараше постојано градинки, но тие сега кога влеговме гледаме дека во пракса ги нема. Затоа ние кажавме дека до крајот на 2017 година реконструираме 13 дополнителни објекти на градинки во 13 различни општини со зголемување на опфат на деца од 682 деца. Дополнително во општина Чаир, но во Фидани градинката има веќе дополнителен објект, така да работиме на зголемување на капацитетите и тоа ќе биде наш приоритет, раниот детски развој. Ќе почнам со конкретен пример за да
да ме разбирате и да ме објаснувате, например, во една институција чистачката зема 9.000, 8.000 денари, сега ќе зема 12.000. И помладиот соработник што има завршен факултет и што знам, ќе има иста плата, дали тие ќе се чувствуваат лоша врска со тоа, дека се рамноправни или што ќе земате во тоа насока? Како што кажав во мојата изјава. Значи, ова е првиот конкретен чекор за отварање на спиралата со зголемување на платите во Република Македонија. Воопшто, чим минималната плата ќе се зголеми, тоа значи дека ќе се треба да се зголемат и останатите плати. И ние како одговорна влада го знаеме тој факт и сме спремни да се соочиме со истото. Дополнително, како фирмите ќе се соочуваат со тоа, така и ние како влада. Секаде каде што се појавуваат минимални плати и во јавните установи, и сите ќе бидат покачени, со тоа значи дека и другите плати понатамо развојно и ќе растат, со очекување дека економскиот раст и развој во иднина ќе биде поголем и нема страф од покачување на платите. Среќни работници имаме и поголем економски раст и развој. Ви благодарам на вниманието. Се гледаме во друга прилика.